Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Во Прилеп и на 500 други локации низ Македонија започна Генералка викенд 2025. Започна процесот на решавање на недостиг од специјализанти во клиничката болница Битола, општата болница со проширена дејност Прилеп и општите болници Охрид и Кичево. Одбележана 10 годишнината од терористичкиот напад во Кумановско диво населје и во Прилеп. Вечерва 8-то издание на литературно-културолошкиот концепт Процеп во процес со промоција на романот Светот што го избрав од Калина Малеска. Ракометниот клуб Прилеп заслужува поконкурентно место на табелата од ракометната Суперлига. Времето денеска постудено и променливо облачно. Урбан маркетинг. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанов. Денеска успешно се одржа акцијата Генералка викенд во Прилеп во организација на општина Прилеп и со поддршка од неколку општествено одговорни компании и институции. Во акцијата учествуваа ученици од основните училишта, општинската администрација, како и дел од колективот на Евана кои го чистеа просторот околу Вештачкото езеро, една од најпопуларните излетнички локации за прилепчани. Се собра голема количина отпад, главно резултат од првомајските излети, што уште еднаш потврдува колку е важно одржувањето на чистотата и грижата за природата. Покрај езерото беа исчистени и неколку диви депонии во пошироката околина на Прилеп во координација со општина Прилеп и ангажманот на повеќе компании со силно чувство за општествена одговорност. Како дополнителна мотивација за секој 10 кг собран отпад, Министерството за земјоделство и национални шуми ќе обезбедат по едно дрвце кое ќе биде засадено во наредниот период. Започна процесот на решавање на недостигот од специјализанти во клиничката болница Битола, општата болница Прилеп и општите болници Охрид и Кичево. 34 специјализанти вчера во Битола полагаат тест за вработување. Тестирањето на приватните специјализанти се одвиваше на Техничкиот факултет во Битола. Според директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски, на долг рок се очекува покривање на специјалност кои недостигаат во здравствените установи во југозападниот регион на државата. Отпочнатите активности значат покривање на дел од специјалностите кои ги нема затоа што во моментов нема доволно специјалисти. Со новите ресурси ќе се зголеми бројот во оддели каде што состојбата е критична во однос на потребни специјалисти за задржување на дејноста, истакна притоа Клековски. Денеска се навршуваат 10 години од крвавиот терористички напад во Кумановско диво населје.
Еден од загинатите македонски бранители е и 27-годишниот Ненад Серафимовски, кој по мајчина страна има прилепско потекло. Неговото семејство, соборците, како и представници од локална самоуправа Прилеп и граѓани, денеска положија венци пред неговиот споменик во Прилеп, кој семејството го подигна во негова чест пред неколку години во паркот од Прилепскиот основен суд. Цената беше висока за чување на интегритетот и суверенитетот на нашата држава и мислам дека успеавме како држава да се соочиме и со тој предизвик, посочи при тоа Дејан Продановски, пратеник во Собранието на Република Македонија. Ова да не се повтори, Ненад Серафимовски да биде последната жртва кој што го даде животот за овој безгрижен, сигурен начин на покажување на љубов кон татковината, посочи Борче Јовчевски, градоначалник на Прилеп. При терористичкиот напад во Диво населје освен Ненад загинаа и Љубиша Аранџеловиќ, Бобан Ивановиќ, Горан Илиевски, Жарко Кузмановски, Исмедин Османи, Сашо Самојловски и Горан Стојменовиќ, кои посмртно се одликувани со медали за храброст. Во 2017 година за виновни беа прогласени 33 лица, 7 од нив добија доживотна робија, 13 беа осудени на 40 години затвор, 6 мина по 20 години, а останатите добија од 12 до 18 години затвор, а 10 мина од терористите беа убиени уште при престрелките. Вечерва од 19 часот ќе се одржи 8-то поред издание на литературно-културолошкиот концепт «Процеп во процес», кој го иницираше и реализира Центарот за култура Марко Цепенков Прилеп. Ќе се одржи промоцијата на романот «Светот што го избрав» од Калина Малеска, која понесе престижната награда Роман на годината за 2024. Ќе имаме чест и привилегија да ни гостува и да поразговараме за нејзиното дело авторката Калина Малеска. Промоторка на романот ќе биде поетесата Лина Димовска, која на непосреден начин со свое лично видување и непретенциозно излагање ќе се обиде да ги воведе присутните во делото и да им го приближи истото со цел дополнително да ги заинтригира за содржината на делото. Со своите настапи во Прилепскиот суперлигаш, хрватскиот интернационалец Томислав Квастек го привлече вниманието на спортската јавност. Тој го продолжи престојот во Прилеп, откако го продолжи договорот со ракометниот клуб Прилеп. Кои се неговите очекувања? Да, ми да се направи добро одлуку. Поприлично добро одлуку. Jer imamo dobru ekipu, samo da nas zdravlje posluži, mislim da možemo napraviti dobar rezultat. Na ekipa, što nam fali? Pa najviše nam fali, ne znam, rotacije, možda i smirenosti u nekim trenucima, ali zna se dogodi da, ne znam, da bude x utakmica izjednačeno do zadnjih 15 minuta i da napravimo neke 3-4 glupe greške i da prodamo utakmicu više manje s te 3-4 tehničke i oni nama zabiju opet 3-4, 2-3 gola i to je to. Na primjer, Vardar u gostima kad smo igrali smo izgubili 10 razlike, ali smo imali 15 tehničkih. A prije ne bi bilo 10, bilo bi 5 da nije bilo tih tehničkih. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, а попладне во текот на ноќта ќе има врнежи од дожд, локално проследени со грмежи. Врнежите ќе бидат пообилни, особено во јужните делови, каде ќе наврнат од 20 до 30 литри на квадратен метар, а во останатите делови од 10 до 15 литри на квадратен метар. Во Прилеп променливо облачно со минимална температура до 6, а максималната до 19 степени Целзиусови. Според најавите од Управата за хидрометеоролошки работи и во деновите на викендот ќе биде променливо облачно и посвежо со повремен локален дожд. Утре ќе дува умерен, повремено засилен северен ветер, а в недела попладне ќе има услови за изолирана појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. Мај 2025.